Централно издание на Дневникот на К1 телевизија. Добро вечер. Што денеска имаме најново од Велес и регионот Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. 21 македонско патриотско здружение потпиша повелба за стратешка соработка за заштита на националните интереси. Одбележан денот на меѓуетничката интеграција во образованието. Продолжуваат градежните активности во општина Кавадарци. Нема повлекување, нема подклекнување. Ние сме кичмата на Македонија и нас нема да може да не свиткаат, рече вчера вечер Славче Радевски пред Велешани. Ја даваме својата поддршка веќе 34 дена за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, а целта ни е единствена да ја зачуваме нашата мајка Македонија. До крај ќе ја чуваме и ќе ја браниме, рече Радевски. Иако на протестите сме повеќе од 30 дена, имаме енергија како за почеток. Имаме челична волја да продолжиме и понатаму. Нема повлекување, нема подклекнување. Ние сме кичмата на Македонија и нас нема да може да не свиткаат, рече вчера вечер на протестот во Велес Славе Радевски. Македонија останува автономна, самостојна, независна и суверена република. Останува така затоа што ние сме со неа. Народот и никој друг ќе одлучи за иднината на Македонија. Македонски народе, развиорете ги гордо македонските знамења. Запејте македонска песна, насмевнете се. Така ќе ги победиме непријателите и домашните предавници. Таков е начинот начин и на таков начин ја сакаме и почитуваме Македонија. Продолжуваме! Новија протести сум испадната од истите причини како и сите вие. Да ја зачуваме Република Македонија, унитарна држава на сите граѓани кои што живеат во неа, рече Слободанка Рисовска. Ние здравствените работници не ги делиме луѓето по никаква основа. За нас не е важно дали некој е богат или сиромашен, дали некој е од една или од друга партија, дали живее во град или во село. За нас најзначајно е да помогнеме, да им помогнеме на граѓаните на кои навистина им е потребна помош. Затоа вечерва сакам да апелирам, не е важно од која националност или верска исповед сме, дали сме македонци, турци, албанци или срби или од другите етнички заедници. Ние треба да застанеме за иницијативата за заедничка Македонија, за да ја помогнеме на нашата земја. Велешани вчера вечер уште еднаш со громогласно скандирање на името на председателот на државата му дадоа поддршка на председателот Иванов за неговата одлука да не го додели мандатот за составување на нова влада, се додека постои опасност за редефинирање на државата. Секој ден сме овде заедно и го делиме истото мислење. Македонија вака се сака, порача вчера вечер од Неготино Ивона Атанасова. Пред вас имате народ, имате нација со изградени вредности и утврден идентитет. Нација која гордо и исправено ја пее својата химна, рече Атанасова, порачувајќи дека нема да одстапат од нивните цели се до нивно остварување. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вчера вечер организираше протестен марш во Неготино. Пред присутните се обрати студентката Ивона Атанасова. Пред вас имате народ, имате нација со изградени вредности и утврден идентитет. Нација која гордо и исправено ја пее својата химна, порача Атанасова. На сите кои секојдневно протестираат, таа им честита за храброста и издржливоста за заедничка Македонија. Но денес пред се сакам да кажам едно наше, заедничко, зрело доста е! Доста е заробеништва од транзицијски чекални, лажни ветувања и условувања. Доста е и прекоси на нашата мирољублива природа и ја разгневува македонската енергија, а и од оние безсрамни еднострани притисоци. Па какви се тие двојни арашини и дипломатски безредија?
премолчување на неуставни платформи. Повеќе од 30 дена сме овде на истото место и не отстапуваме од нашите цели. Секој ден сме овде заедно и го делиме истото мислење. Македонија вака се сака. Ги носиме овие црвено-жолти бои, затоа што емотивно сме врзани за нив. Овие бои се дел од нашиот код за распознавање. Со истиве овие бои и ова знаме ги бодрев сите наши македонски победи. Со истата цел и мисла се гледаме и утре повторно, порача Атанасова. Здружени сме околу настојувањето да се почитува мислењето на народот, јасно искажано на отворена сцена и да не дозволиме да се доведе во опасност концептот на унитарна држава со само една државна власт на незината територија, која е неделива и неотугива. Ова е дел од повелбата која вчера вечер во Велес ја потпишаа представници на 21 македонско патриотско здружение. 21 патриотско здружение од Македонија вчера вечер во Велес ја усвоија повелбата за стратешка соработка за заштита на виталните национални и државни интереси на Република Македонија. Иницијаторите за усвојување на платформата велат, вознемирени од актуелната криза во која е заглавена државата, се определиле да го дигнат гласот и да го повикаат народот да го проблематизира начинот на кој се донесуваат одлуките, поврзани со националните и државните интереси. Да го продолжиме аманетот на оние историски личности од Македонија, кои го положиле својот живот за денеска да живееме во слободна и независна Република Македонија. Народот денеска се крена повторно и повторно сам се организира, исто како во 1903 и во 1944 година. Свеста кај македонецот проработува повторно, бидејќи државата е во опасност од некои структури кои што сакаат да ја свиткаат кичмата. Ние застануваме на браникот на татковината и дека сме подготвени со сите средства да ја браниме Република Македонија, која е единствена матична држава на македонците. 21-то македонско патриотско здружение, потписник на оваа платформа, бара прашањата како ќе се владее во Македонија, да се решаваат во Македонија, не во соседните центри, Брисел или на друго место. Сите здруженија, кога треба да испаднеме во одбраната на државата, ќе се организираме, ќе се координираме, ќе соработуваме, али сепак секој здружение ќе биде самостојно за себе. Сега е време да се обединиме во овие тешки моменти за Македонија. Значи не е важи ова само за здруженијата, за патриотските здруженија, тука имаме и бранители, Бедем, например, има и други бранители. Значи тука може секој што не е член на некој здружение да дојде во овие тешки моменти да се помогне за држава Македонија, да испливаме од овие кризи, да ги избегнеме платформите, да се едноставно да се обединиме сите македонци. Членовите на македонските патриотски здруженија очекуваат дека оваа повелба ќе биде општо прифатена од сите родолюби, нагласувајќи дека решението од Уставот на Република Македонија од 1991 година се темелен услов за мирот, стабилност и демократскиот развој на државата. Со отварањето на градежната сезона, изминатиот викенд општина Кавадарци реализираше дел од програмата за комунална изградба. Имено беа асфалтирани 2 улици во Кавадарци и една во Ваташа. Станува збор за улиците Васил Хаџиорданов, 16 јуни и улицата Кирил и Методи. Мартина Митков ги има деталите. Изминатиот викенд општина Кавадарци реализираше дел од програмата за комунална изградба. Имено беа асфалтирани 2 улици во Кавадарци и една во Ваташа. Во село Ваташа се работи за улицата Васил Хаџиорданов со површина од 450 метри квадратни и со вредност од 450.000 денари, средства од општинскиот буџет. Уште 3 или 4 улици се веќе асфалтирани во градот. Се работи и на бекатон улици во горните села, меѓутоа и на тротоари и улици во самиот град, така што градежната сезона е во полнек во Кавадарци. Се работеше и на поставување на асфалтна подлога на улицата 16 јуни од околу 800 метри квадратни и инвестирани се 780.000 денари. Третата позиција беше улицата Кирил и Методи, каде се асфалтираше површина од 1220 метри квадратни, за што се потрошени 1.200.000 денари. Се интервенираше и на влезовите во Кавадарци, а најевидентно е на улица Шишка, односно патниот правец Марена Глишич па до Кавадарци и пристапните, односно влезовите на градот од Дрекселмаер до Кавадарци и од патот до депонијата
до влезот на Кавадарци. Општината деновиве согласно тендерските постапки спроведува интензивна комунална изградба на повеќе локации, каде покрај асфалтирање се работи на поплочување. Денови на меѓуетничка интеграција во образованието беа одбележани во Средното стручно училиште Коле Неделковски. Учениците и наставниците демонстрира и презентира разновидни активности со кои го негуваат меѓусебното пријателство и придонесуваат за развој и унапредување на меѓуетничката интеграција. Меѓу другото, учениците ги споделија и постигнувањата и искуствата во однос на организирањето и имплементирањето на овие настани и предизвици во текот на активностите. Општина Велес организираше денови на меѓуетничка интеграција во образованието во спортската сала на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, каде учество земаа сите општински средни и основни училишта. На настанот беа представени реализираните активности, односно се што сработиле учениците, а присуствуваа ученици, професори, родители, како и представници на општината кои допринеле за овој настан. Целта е да се подобрат меѓуетничките односи. Тоа е и целта на проектот, кој што всушност сега представува и составен дел од образовниот процес. Интеграцијата во образовниот процес меѓу учениците со различни етнички состав значи и заедничка соработка и заеднички стремежи за повисоко образование. Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски беше дел во сличен проект, преку кој се разменуваа искуства и дружење. Сега проектот продолжува понатаму во сите училишта. Драго ми е што еве уште еднаш ќе кажам, денес ние како домаќини можеме да почнеме оваа традиција и се надеваме дека секоја наредна година некое друго училиште ќе биде домаќин каде што ќе можат да се соберат сите училишта, сите ученици, да ги покажат своите активности, знаења и секако комуникација, дружење со дечиња од различни националности. Учениците подготвија уметничка програма. Ја представија народната носија, но имаа и своји штандови со рачно изработени предмети и традиционални јадења. 4 април е Светски ден на бездомните животни. Ден кога ширум целиот свет се одржуваат акции за вдомување на бездомни животни и настани за подигање на свеста кај јавноста во однос на стерилизација, кастрација на милениците како хуман начин за намалување па и целосно елиминирање на категоријата бездомни животни. Сдруженијето Гласот на животните од Велес со акција за домување на бездомните животни го одбележа овој ден. Се поголем е бројот на кучиња скитници низ велешките улици. Од Сдруженијето Гласот на животните велат дека згрозувачка е и сликата на отруени животни. Како една од причините за зголемување на бројот на бездомни животни, Петковска потенцира дека е неконтролираното напуштање на домашните миленици. Тие кучиња јасно ние не сите дека не никнуваат сами, туку тие настануваат со напуштање на милениците, поради тоа што кога некој ќе напушти миленик, ако има закон, меѓутоа се уште никој не е казнет за тоа дека го напуштил миленикот. 4800 бездомни животни имаат свој дом и собственик благодарение на Сдруженијето Гласот на животните, а околу 100 животни секојдневно добиваат заштита од младите активисти. Сдруженијето има згрижано околу 118 животни кои што се моментално во нашиот шелтер, кој што го имаме изградено со донации. Значи, секојдневна обврска ние додиме да ги нараниме, да им изчистиме, тие што примаат терапија, да им се даде терапија. За жал, ние сме само 8 активисти, меѓутоа со љубов бидејќи го работиме тоа и затоа наоѓаме и време. Дом за секое животно е мотото на акцијата со која го одбележа Светскиот ден за заштита на бездомните животни. Од Сдруженијето апелираат да не ги напуштаат своите домашни миленици, но и да се погрижат за бездомните. Утре на малата сцена на театарот Джинот во Велес со почеток во 20 часот ќе се одржи премиерната изведба на песни за татковината, монодрама на актерот Петар Темилковски како дел од годишната програма на театарот, поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Валентина Михайловска со деталите. Премиерната изведба на песни на татковината ќе се одржи утре на малата сцена на театарот Джинот во 20 часот. Монодрамата на актерот Петар Темелковски е дел од годишната програма на театарот,
поддржана од Министерството за култура на Република Македонија, информира уметничкиот директор на Народниот театар Васил Зафирчев. Станува збор практично за авторски актерски проект по повод големиот јубилеј 75 годишнината од смртта на македонскиот поет, револуционер и хуманист Никола Јонко Вапцаров. Представата ќе биде на малата сцена на нашиот театар со почеток во 20 часот. Како и во претходните монодрами од циклусот на Темелковски, посветени на значајни фигури од македонската историја, и во оваа се користени архивски материјали од истражувањата на македонските историчари, како и документи достапни во архивите на Македонија, кои ги расветлуваат најзначајните аспекти од животот и творештвото на Никола Јонков Вапцаров, еден од најсилните поетски таленти кои твореле на македонски јазик. Билетите за премиерната изведба на представата се веќе во продажба на билетарницата на театарот. Амбасадорот на Република Албанија во Република Македонија вчера бил повикан на разговор во Македонското министерство за надворешни работи. Преку соопштение од таму информираат дека на средбата било потенцирано дека изјавите на председателот на владата и министерот за надворешни работи на Република Албанија за двунационалност и менување на уставното уредување на Република Македонија се отворено мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Етикетирањето на македонците како славо македонци е навредливо и дискриминаторско кон македонците и сите граѓани на Република Македонија. Ваквите пораки беше истакнато дека се сериозна провокација за добрососедството кое сакаме да го негуваме. Во продолжение останатите вести од земјава. Слично како и претходните денови, главна тема за дебата на претениците на конститутивната седница и понатаму е барањето на ВМРО ДПМН, нивните колеги да се произнесат по така наречената Тиренска платформа. Нов обид за дефокусирање од точката на дневен ред и блокирање на активностите во собранието, вака го оценуваат од СДСМ излагањето на нивните колеги претеници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тие го повторија барањето да биде ставен на гласање нивниот предлог, собранието да работи по 18 часот. Кажав дека треба да дискутираме на темата, на точката на дневен ред, за која што верувам дека денеска ќе се согласиме да ја продолжиме. Меѓутоа, упорно се наметнуваат и се дефокусира јавноста на темите за кои што денеска треба да зборуваме. Ако до вчера се дозборуваше за платформа, денеска се зборува за манифест. Зачувувањето на државните и националните интереси на оваа држава и на граѓаните на оваа држава треба да бидат приоритет на сите граѓани, а и со тоа и на нас како избраници на граѓаните без исклучок. И од тука јас ги поздравувам сите напори без разлика од која политичка провиненција доаѓаат за разрешување на оваа криза во државата. И конкретно го поздравувам и документот кој што вие го спомнавте, манифестот, и изразувам длабоко разочарување што одредени политички партии анблок, без да го видат, без да го прелистаат или да ги протолкуваат работите што се нудат, го отфрлија тој документ. Председавачот Рајко Велјановски денеска побара од претениците да се воздржат од постојани процедурални забелешки и реплики. Конститутивната седница започна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. На дневен ред на седницата е и избор на председател на Собранието на Република Македонија. Државниот завод за статистика објави дека во првите 2 месеца од оваа година од Македонија се извезени 7,2% повеќе од истиот период лани. Објавените податоци покажуваат дека вредноста на увезената стока во периодот јануари-февруари 2017 изнесува $1.014.149, што е за 10,8% повеќе во споредба со истиот период лани. Трговскиот дефицит за овој период изнесува $267.043, а покриеноста на увозот со извоз е 73,7%. Во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично за возила, авиони или бродови, фероникелот и облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав.
Нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електрична енергија. Во периодот јануари-февруари 2017, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија. Се одбележа денот на НАТО 4 април во организација на Евроатланскиот совет на Македонија, а во соработка со Македонското министерство и НАТО канцеларијата во Скопје. Современите предизвици како и тероризмот и мигрантската криза бараат зголемена соработка, но и адаптирање на новите околности за успешно справување со таквите предизвици, беше истакнато од дискутантите. Министерот за одбрана Зоран Јолевски истакна дека евроатланската интеграција останува приоритет за земјава. Улогата на Североатланската алијанса денес е многу значајна во зачување на светскиот мир, унапредување на односите меѓу народите, спречување на војните и почитување на човековите права. Денеска евроатланската заедница се соочува со поразлични и нов тип на закани предизвици. Тероризмот, хибридната војна, сајбер нападите, илегалната миграција, климатските промени бараат нашите институции и НАТО да усвојат стратегиска рамка која треба да биде како слика која има поглед 360 степени. На одбележувањето на денот на НАТО се обрати американскиот амбасадор во Македонија Джес Бејли. Вратите на НАТО остануваат отворени за европските нации, кои се подготвени да ги прифатат заложбите и обврските од членството и да придонесат за безбедноста во евроатланскиот регион, рече Бејли. Денот на НАТО е настан кој има за цел промоција на историјата, вредностите и на целите на алијансата, како и истакнување на значењето на евроатланските интеграции за Република Македонија. Традиционално се одбележува во сите земји членки на алијансата, како и во земјите партнери. На овој ден во 1949 година 12 земји во Вашингтон го потпишале договорот со кој се конституирала Североатланската алијанса. Многу потреси од вчера до денес се регистрирани на Балканот и во Европа. Се тресе Турција, последниот потрес е регистриран во Анкара со јачина од 2,1 степен по Рихтер. Потреси и во Грција, последниот со јачина од 2,7 степени по Рихтер со епицентар во Атина. Уште еден посилен земјотрес од 3,2 степени ја стресе Грција. Се тресе и Малта, потресот бил со јачина од 2,1 степен. Ова е свето денес. Акбаржон Джалилов, роден во Киргистан во 1995 година, е бомбашот самоубиец кој го извршил нападот во метрото во Санкт Петербург, јавуваат руските медиуми. Во нападот најмалку 14 лица ги загубиле животите, додека хоспитализирани се 49 лица. 13 лица со полесни повреди се пуштени на домашно лекување. Руската полиција поради сомнеж за поврзаност со самоубиствениот напад издаде потедници по 2 лица. Едното лице е осомничено дека ја испланирал експлозијата, додека за другиот дека ја поставил бомбата на самата станица на метрото. Пренесуваат руските медиуми, повикувајќи се на информации од полициски извори. До сега никој не превзеде одговорност за нападот во Санкт Петербург, кој се случи вчера попладне околу 13 часот и 40 минути по средноевропско време. Во еден од возовите на метрото во Санкт Петербург, меѓу станиците Технолошки институт и плоштадот Сенаја. Педесет и 8 луѓе, меѓу кои 11 деца, загинаа денеска во воздушни напади врз северозападната сириска провинција Идлиб. Според Сирискиот центар за мониторинг на човековите права, руски или сириски војни авиони извршиле напади врз градот Хан Шейхун во Идлиб, што е под контрола на бунтовниците. Во нападите има десетици повредени. Неименуван извор од сириската армија тврди дека во нападот не е користено хемиско оружје, иако дел од медиумите јавија за можна потреба на таков вид оружје во нападите.
Официјална валута во Јапонија е јенот, но во платниот промет од почетокот на овој месец може да се користат и криптовалутите. Неголема примена се очекува да има биткоинот. Јапонскиот парламент вчера го изгласа законот за валутна регулација. Како што пренесуваат тамошните медиуми, големите компании отвориле низа прашања кои се однесуваат на сметководствените процедури при работа со криптовалути, што според нивните проценки овозможувало да бидат ранливи во случај на лоша проценка на вредноста, а тоа да доведе до појава на неочекувано огромни загуби. Иако законот за примена на криптовалутите е донесен вчера, тие веќе 2 години се во оптек. Нивниот обем на користење се проценува на околу 1,7 милиарди долари. Според проценките на институтот Фуджи Кајмера, до 2020 година во оптек да бидат дигитални пари во противредност од околу 9 милиарди долари. Денеска имаме променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои повеќе се застапени во западните делови на земјава. Дневната температура се движи во интервал од 12 до 18 степени. Во среда во попладневните часови пред се на запад ќе има услови за појава на ретки грмежи. Од четврток ќе започне да дува северен ветер кој особено ќе засилува во петок, кога и поради спуштање на температурата се очекува појава на слаб снег на планините. Со информацијата за временската прогноза го означуваме крајот на дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.